Еве како да направите превкусни новогодишни колачи. Океј, прво започнуваме со 230 грама путар. Опа. И 200 грама кафен шекер. И сега најзабавниот дел, а тоа е миксер. Oh my god. Смесата треба да ни изгледа вака, искрено пред да миксате малку стоплете го путарот, ама ептен малку за да ви биде помек и полесно да можете да ја направите смесата. Потоа додаваме 300 грама меласа. Доколку немате меласа, можете да ставите мед. Додаваме и едно јајце. И сега повторно го матиме. Додавам една лажица прашок за пecivo, една мала лажица сол, една лажица цимет и за крај мала лажица ѓумбир за шмек. И постепено додаваме 500 грама брашно, се дори не добиеме малку погуста текстура. Еве како изгледа сега за сега, додаваме уште брашно. Тестото изгледа вака. Ако тестото не ви изгледа вака и ви е ептен течно, додадете уште брашно, а доколку ви е пак ептен тврдо и суво, додадете малку млеко. Сега да ве видам кој од вас знае како да меси. Месете околу 5 минути и ќе земеме процерна фолија со која што ќе го обвиткаме тестото и ќе го оставиме во фрижидер околу 30 на минути. Додека тестото е во фрижидер, ние ќе го спремаме шлагот со кој што ќе ги декорираме колачите. Тука во овие 4 садови имам шекер во прав и во секој од нив ќе додадам 2 мали лажици вода, по една лажица ванила екстракт и потоа боја по желба. Успеав да направам 4 различни бои, сега е време да го извадиме тестото. What? Предпоставувам ти дома имаш сукало, ама Александар заборави да купи сукало, така што ќе треба да се снајдеме. Гледаш ти. Избери си калапи кои што ги имаш. Oh my god, види колку е сладко. Јас мислам дека испадна предобро. А сега ќе ги ставам во рерна на 180 целзиусови степени да се печат 12 минути. Откога ги испеков колачите, веднаш се фатив на декорирање и успеав да креирам снегулка, елка и човече. Дали сме спремни да ги пробаме колачите? Гледат кај да почнам. Океј. Чао, пријатно. Крцкаво од надвор, а меко од внатре. Па ако го пробаш овој рецепт, прати ми слика и се гледаме во наредно видео. Чао, чао!